Почитувани, добро вечер. Вечерашна гостинка во интервју е Ивана Стојановска, волонтер при Општинската организација на Црвен крст во Куманово. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдовме. Освен што сум волонтер, исто така сум и заменик лидер на клубот на млади, ама тоа покасно ќе го објасниме што значи. Вред. На што се должи посетата на Општинската организација на Црвен крст Куманово во Телевизија Плюс? Благодарам првен што ни дозволивте за можноста да ги споделиме нашите искуства и тоа што се случува всушност во Општинската организација. Конкретно посетата се должи на промоција на неделата на млади, која што ја финализиравме заклучно со 7 октомври. Така да сакаме да ги објасниме тие некои работи што всушност се дешаваше, како работевме и што сме направиле и што ќе правиме. Што представува недела на младите? Недела на млади представува една посебна активност која што е осмислена да работи по принцип од млади за млади. Тоа е активност која што се прави секоја година во периодот од 1 до 7 октомври. Годинава неделата на млади имаше посебни насоки од страна на Централната канцеларија, од страна на Националното друштво на Република Северна Македонија. Значи посебни насоки од самата организација на Црвен крст да се имплементира на локално ниво во општинските организации, значи во вкупно 33 општински организации. Со тоа што годинава мотото за неделата на млади е нашата приказна продолжува со вас. Тоа всушност сакаме да објасниме, приказната започнала некогаш одамна во Солферино во Италија и сега со некој си наречен нашиот татко на Црвен крст Андреј Динан и продолжува со нас, младите генерации на волонтери на Црвен крст. Кои активности ги направивте досега и по повод недела на младите и кои активности се планираат да се организираат? Досега тоа што го организиравме во склоп на неделата на млади беше организирање на цртање на графит, кој што е надворна пред влезот на општинската организација, така да доколку некој помине може да го види. Исто е нацртан Андреј Динан, значи нашиот татко на Црвен крст. Во графитот беше вклучен и професионален графит артист, значи тето артист, поздрав и до него, Трендо доколку го гледа. Исто така се вклучи и нашите волонтери, организиравме штандови, TikTok видео снимање, се трудиме да влеземе во тие некои трендови и тоа беше едно од насоките да снимаме TikTok видео. И планираме во текот на нареднава недела, бидејќи ситуацијата е таква, да се изреализираат дополнителни активности кои што ќе бидат со мотото на неделата на млади, со тоа што би организирале некоја надпревар за кошарка, баскет, трка, можеби зависи како ќе дозволат временските услови и такви некои активности. Сепак поентата е да биде од млади лица за млади лица. А што е актуелно во моментов во Општинската организација на Црвен крст? Во моментов покрај активностите што ги имаме во клубот на млади, бидејќи клубот на млади представува едно посебно делче од Општинската организација, тоа е делче каде што младите се вклучуваат и се активираат. Општинската организација работи на поголеми проблеми, да речеме, со тоа што сме вклучени на сериозни локални случувања, да речеме дека еве се вклучуваме во гасење на пожари, како што знаеме дека е моменталната состојба на локално ниво во Куманово. Вклучени се нашите волонтери на пунктот за вакцинација кој што во моментот е во здравствен дом Куманово. Вклучени сме и во показни вежби за возачи, значи тоа се случува во општинската организација за сите возачи кои што поминуваат часови за прва помош и показни вежби за прва помош, значи укажување на прва помош на млади. Во моментот започна, односно од 6 октомври започна обука за наставен кадар, за професорите кои што работат во основните училишта да се снабдат со некои знаења и да ги пренесат во ситуација доколку нели дојде да се укаже прва помош, да знаат како и на кој начин да помогнат, дали на младо лице, на некој ученик или на своите колеги на работното место. Така да и тоа е во тек на работење. Кои се последните реализирани активности? Последните реализирани активности покрај неделата на млади беше одбележување на меѓународен ден на стари лица. Најчесто организираме дружба со стари лица во Домот за стари лица Зафир Сајто, така да нашите волонтери ќе се организираат, ќе поминеме неколку часа со нив, нормално нели со почитување на протоколите, годинава исто така ќе направиме фотки, ќе слушаме музика, ќе се дружиме едноставно и тоа се некои работи кои што навистина остануваат во сеќавање и на нив, на самите луѓе и на нормално нашите волонтери. Претходно во текот на месец септември ни беше доста пополнета агендата на дневно ниво.
Исто активностите кои што ги работиме како клуб на млади се насочени кон волонтерите во нашиот клуб на млади, значи самите активности што ги правиме, они земаат учество во нив. Волонтерите земаат учество во тие активности. Имавме организирање на ПХВ игра. ПХВ представува еден проект кој што најчесто има цел за регрутација на нови волонтери, што е моментално и наша битна работа. Поентата е да се зголеми бројот на волонтери, бидејќи со поголем ангажман, со повеќе настани, доаѓа и до потреба на поголем број на лица кои што би се вклучиле во реализирање на овие активности. Гледаме и се стремиме тоа да се комплетира, да се зголеми бројката. ПХВ како проект представува промоција на хумани вредности, како организација сме хумана организација, негуваме и почитуваме хумани вредности. Во текот на таа недела или месец на ПХВ се работат разни активности кои што се исто со хуманитарен карактер. Сега многу организации избираат да собираат парични средства. Ние конкретно годинава имавме за правење на игра. Играта вклучуваше креирање на човечиња на посебна табла, која што е во еден смисол на не лути се човече, некоја комбинација од Монопол, хибридна игра од не лути се човече и Монопол, така да тоа е доста интересно, бидејќи пак на крајот на денот останува од нашите волонтери за нашите волонтери и наредните генерации се надеваме нели што ќе дојдат во општинската организација. Покрај тие интересни активности имаме и сериозни активности за кои што самите повозрастни волонтери се земаат учество и се активираат во нив, кои што се организираат секој месец. Има посебна агенда, доколку луѓето ги пратат нашите канали на промоција, значи има посебни календарски активности кои што ние ги одбележуваме, значи на месечно ниво, кои што се организираат. Тоа вклучува крводарителски акции, тоа вклучува показни вежби, тоа вклучува прва помош вежби. Каде можат младите да се вклучат и на кој начин? Покрај сите овие активности што ги набројавме, младите имаат многу повеќе можности каде што можат да се вклучат. Но сите тие можности најчесто се реализираат преку клубот на млади. Клубот на млади, како што напомнав, тоа е посебен дел во општинската организација каде што младите работат, творат, креираат и организираат активности кои што се, пак ќе спомнам, од млади за млади лица. Така да процесот е едноставен. Доволно е само да се пријават, дали тоа ќе го направат онлайн поради еве ситуацијата каква што е, може да се пријават и онлайн, да пополнат еден прашалник со своји податоци, да дојдат во општинската организација, значи клубот на млади организира секоја недела на неделно ниво во четврток во 19 часот состанок, може да дојдат со физичко присуство, да присуствуваат на состанокот, нормално со носење на маски, почитување на сите тие протоколи. И истото ќе го направат ти во општинската организација, ќе се потполни еден прашалник, ќе се дадат информации каде може да се вклучат. Но конкретно како активности може да се вметнат во многу карактери. Дали тоа ќе биде од социјално, хуманитарен карактер, здравствено-превентивни дејности, бидејќи општинската организација прави врснички едукации на младите. Во текот на месец октомври имаме врснички едукации за подигање на свест за шеќерната болест, значи превенција од шеќерната болест и многу други едукации кои што ги засегаат младите, но и сите луѓе на локално ниво за тие проблематики и за превенција од истите. Значи врсничките едукации ги вршат наши обучени лица кои што се врснички едукатори или тренери, кои што се обучени на национално ниво, од национално друштво, поминуваат посебни обуки и семинари на обучување и потоа се враќаат во своите локални општински организации и действуваат на таков начин. Така да за секој има по нешто доколку само имате желба да се вклучите. Така. Кои се следните активности, или во блиска иднина, што ќе бидат организирани од страна на општинската организација на Црвен крст? Следните активности што се во најблизок временски рок е организирање и одбележување на некои наши традиционални календарски активности. Освен активностите што клубот на млади ги реализира кои што се со цел промоција, како на пример во моментот имаме активност која што се реализира преку социјалните мрежи на Facebook и на Instagram со ставање на хештегови, па нашите волонтери имаат за задача да се сликаат, да направат нешто добро. Активноста се вика направи нешто добро. Значи секој има некоја задача да направи некој добро дело во текот на денот, тоа да го фати на слика и да се постира со тој хештег и нормално да се обележи општинската организација. Ќе организираме активности на настани, како што се пример кошарка и баскет, но се тоа ќе биде во помала бројка, нели поради почитување на тие некои протоколи.
Врснички едукации за шеќерна болест, обука за прва помош. 6 октомври започна обука за наставниот кадар, така да и тоа ќе трае до 15 октомври, закочно со 15 октомври ќе заврши. Постојано траат крводарителски акции и траат часовите за прва помош за возачите. Така. Пред малку спомнавте и канали за промоција. Точно. Кои се каналите за промоција? Каналите за промоција се Facebook страната на Црвен крст, значи Црвен крст на Република Северна Македонија, со општинска организација Куманово. Имаме и Instagram профил, кој што исто така е Црвен крст Куманово. Имаме официјална страна, таму може да се зачнат, таму постои пријавата, формуларот, прашалникот кој што можат волонтерите да го потполнат. Имаме и имейл адреси кои што исто може да се најдат на истата таа страница, за секакви прашања што луѓето ги имаат, често се случува да имаат. Може да ги испратат, ние сме секогаш добродојни во било кое време ги одговараме, испраќаме дополнителни податоци, нормално ги повикуваме доколку има потреба да дојдат, да видат како ќе им се допадне, каде се случуваат состаноците, како изгледа целата просторија, кој работи во таа просторија, каде се наоѓаат волонтерите и како работат, така да многу е побава доколку нели можат и тоа да го видат. Постираме и доста слики, доста видеа со цел промоција и регрутација на нови волонтери. И тие се некои канали кои што во моментот активно ги промовираме и ги тераме. Така. И за крај, што би им порачале на младите? За крај би порачала на младите да ја исканализираат таа љубов што имаат во своето срце кон нешто што е добро, да направат нешто што е од нив, за нив, но и за другите луѓе кои што ќе додадат понатака, новите, но и старите генерации, никогаш не ги забораваме, ни старите генерации. Едноставно негувајте добри вредности и бидете добри луѓе. Ви благодарам за гостувањето. Вас почитувани, ви благодарам што не следевте. Останете со програмата на Телевизија Плюс.